I stand before you to announce my candidacy for President of the United States. Меѓу последните кандидати на демократите е сенаторката од Минесота, Ејми Клобучар, која се надева дека ќе изгради база на поддршка на Средниот Запад. I don't have a political machine. Немам политичка машинерија и пари, но имам решителност. What I do have is this. Официјално сега во трка е и сенаторката од Масачусетс, Елизабет Ворен. Таа се залага за надминување на економската поделба во земјата. This is the fight of our lives. Ова е борба на нашите животи. Борба да ја изградиме Америка каде соништата се остваруваат. Америка која работи за сите. Уште еден ран кандидат е сенаторот од Нью Џерси, Кори Букер, кој во рамките на кампањата во Ајова вети дека ќе работи на надминување на националните поделби. Да се обединиме заедно против поделби и да бидеме сигурни дека нацијата повторно ќе биде во подел. Благодарам. Неколку жени и малцински кандидати се во трка на страна на демократите, со што е понудена најголема разновидност досега, вели аналитичарката Елен Камарк. Многу разновидност на терен. Тоа е она што ја карактеризира Демократската партија денес. Поголемиот дел од демократските кандидати имаат либерални ставови за економијата, животната средина и социјалните прашања. Со толку многу нови лица во трката, кандидатите ќе настојуваат рано да се истакнат, вели Џон Фортиер. Мислам дека клучните кандидати и оние кои добро ќе работат ќе имаат изборна единица или во прогресивното крило на партијата која навистина се бори против Трамп или особено во афроамериканската заедница. Кандидатите може да бидат различни, но демократските гласачи најверојатно се фокусирани на една обединувачка цел, вели Лари Сабато. Што е најважно за демократите? Ако веруваме во она што го слушаат, јас верувам, тоа е дека тие сакаат кандидат кој има најдобри шанси да го победи Трамп. Од негова страна, председателот Трамп сака да ја базира демократската председателска област далеку налево, како што тоа го направи на митингот во Тексас. Демократската партија никогаш не била повеќе надвор од главните текови. Тие стануваат партија на социјализам, отворени граници, криминал. Наскоро се очекува повеќе демократи да се приклучат на трката, така што на списокот може да бидат поранешниот подпредседател Џо Бајден, кандидатот од 2016 година, сенаторот Берни Сандерс и поранешниот конгресмен од Тексас Бето Орурк.